Колешке, денешниве бројки ќе покажат кој треба да се срами. Цел ден говорам дека ова време, помеѓу 19 и 20 часот, ќе стигне бруталниот шамар на реалноста која што ќе ве освести и ќе дигнете главата и ќе ги видите потресните призори на македонското општество, кое што не сакате да го видите заради тоа што читате тоа што ви напишале и носите розови очила. Почитувана колешке, денеска неофицијално има над 1000 заболени од коронавирусот. Само денеска. Во изминатиот месец октомври, кој што има 31 ден, имало вкупно 13.623 лица кои што се заразиле или над 240 луѓе кои што го изгубиле собствениот живот. Почитувана колешке, зборите за лавови, лиени, бронзени, вакви и такви. Денеска бев тука, ме нарекоа бубалица, ме нарекоа саркастичен, може би секој како ја поимува реалноста, ама реалноста почива на бројките, а бројки ве укажуваат кој треба да се срами. Само да ве подсетам, кога имавме дискусија на комисијата и кога поднесувавме амандмани, поднесовме 3 амандмани, тоест поднесувавме многу амандмани од кои што еден декларативно бараше 3 амбулантни возила за болницата во Струмица. Знаете која е таа болница, почитувана колешке? Директорот денеска што на Фејсбук бараше да се донира за да се набави амбулантно возило. За амбулантно, да, ќе проверив ново. Истиот тој директор 30 минути подоцна напишал ради негативните реакции дека не треба да се донира и дека повлекува тоа што побарав за донации. Тоа е бруталната реалност на Македонија. Затоа ве повикувам од тука. Ајде да го министерот Филипче, еве го тука заменикот министер за финансии, да се надминеме себе си. Ајде да покажеме дека можеме да помогнеме и да му дадеме на тој директор или на таа болница каде што пациенти се примаат на улица, да ги сослушувавте и да сакавте да одлучувате по тие амандмани. Немаше денеска да се примаат пациенти во Кичевската болница во шатор. И вие ќе зборувате тука дека некој дал поддршка на ребаланс или не. Ние цело време сакаме да ве освестиме, да ви ги отвориме очите, дека призориве се потресни, дека граѓани ви имаат проблем. Знаете до кој ниво сме донесени кога еден директор на болница бара да се донираат средства на жиросметка за амбулантно возило. Вашиот министер кој што тука го нарекувавте Супермен, ве молам, додека вие седите тука и ги читате вашите соопштенија, народот умира по улици. Се даваат инфузии пред болниците во шатори. Тоа е македонската реалност која што треба добро да ја знаете, а не да излегуваат тука министрите да читаат стихотворби или да кажуваат што било, како било или кој било пред 11 години, што како се правело. Тоа е срамота. И срамота, и тука ќе ви повторувам и ќе се аргументирам со вас, се додека не се освестите да ги погледнете потребите на македонскиот народ и на Република Македонија.